За повеќето американци, пристапот до брз интернет е нешто што го земаат здраво за готово. Но милиони граѓани во руралните заедници остануваат без него. За да помогне во затварањето на тој дигитален јаз, американскиот претседател Џо Бајден вложи повеќе од 40 милиарди долари како дел од планот за поврзување на 8,5 милиони домакинства и мали бизниси во Америка со сигурен брз интернет до 2030. Тоа е најголемата инвестиција во брз интернет досега, бидејќи за денешната економија да работи со секого, пристапот до интернет е исто толку важен како и струјата или водата или другите основни услуги. Програмата за достапно поврзување од 2021 веќе им обезбедува на домакинствата кои ги исполнуваат условите до 30 или до 75 долари месечно за надоместување на сметките за интернет, како и еднократен попуст до 100 долари на лаптоп, десктоп компјутер или таблет. Администрацијата работи со повеќе од 300 организации низ целата земја, особено во руралните заедници, за да им помогне да добијат широко достапен интернет. Ким Кинанан е директорка за политика на Институтот за дигитален напредок, непрофитна организација која помага во ова. Нашата цел е да се погрижиме луѓето да ја разберат оваа политика, да разберат дека таа функционира, да им даде на луѓето можност да не треба да избираат помеѓу храна и интернет. Ова е нешто што мислам дека луѓето може да застанат зад и да се фокусираат на тоа, бидејќи достапноста е една од најголемите бариери за поврзување. Сепак, постои загриженост дека програмата за достапно поврзување може да остане без финансирање следната година. Нешто што Кинан тврди дека мора да се реши. Оваа програма би можела да заврши во април 2024 година и наместо да дозволиме тоа да се случи, треба да се погрижиме да им кажеме на сите насекаде, а особено на нашите избрани представници, дека ова е нешто што треба да продолжи. Администрацијата Бајден-Харис вели дека пристапот до брз интернет повеќе не е луксус, туку потреба за граѓаните целосно да бидат вклучени во денешното општество.